Што е проблематично у ова обвинение? Барем у оваа истрага. Они викаат државна лотарија е АД во државна сопственост, тоа е точно. И викаат дека во својство на акционер, седницата на влада со која што претседава Артан Груби, донела одлука за набавка на апарати за коцкање. Со цел државна лотарија да спроведува сама да организира и да приредува игри на среќа со овие мања веча вочкици. Првиот проблем во вакво обвинение е тоа што во моментот кога се одлучува по прашање за државна лотарија на седница на влада, која што е основач на акционерското друштво АД Лотарија, правната претпоставка е дека таа седница на влада станува собрание на акционери. Во тој момент кога се одлучува за прашање за АД, тогаш сите акционери би требало, бидејќи владата е колективно тело, а со тоа и собранието на акционери е колективно тело, тогаш би требало да одговараат сите подеднакво, кои што биле присутни на тоа собрание на акционери. Тоа е проблематичниот аспект на обвинението или на истрага. Тоа што е неспорно е дека собранието на акционери на АД Лотарија не смеле да донесат одлука со која што ќе се набават апарати во вредност од 2,8 милиони евра, бидејќи АД Лотарија на Македонија во тој момент нема законско право самостојно да организира игри на среќа. Законот кој што е донесен во време на Зоран Ставревски, не дозволува државна лотарија на Македонија да самостојно да организира игри на среќа. Од тука произлегува дека ако не е дозволено да организира игри на среќа, тогаш зашто се набавуваат апарати за организирање на игри на среќа? Они морале да почекаат законот да се промени, да се отвори таа можност за тоа АД, па после да ги набават апаратите.